Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денес ја посети полициската станица во Берово, а исто така оствари средба и со градоначалникот Звонко Пекевски. На работната средба градоначалникот Пекевски истакна дека разговарале за стапката на безбедност во општина Берово, која е меѓу најбезбедните општини во државата, како и состојбата на повеќе сообраќајници во градот и решавање на некои од нив, кои ќе овозможат непречено движење и користење на истите, кои во одреден период од годината се узурпирани. Значи, поразговаравме за стапката на безбедност, општина Берово е една од побезбедните општини, која се дължи и секако и на вклученост и посветеност на полициските единици на подрачјето, кои делуваат на подрачјето на општината. Секако тоа ни е од врвно значење, особено бидејќи претендираме да бидеме туристички центар, кај што е битно туристите, особено да знаат дека Берово е пријатно место, кај што има добар пријатен престој и секако да знаат дека тоа е безбедно место, каде што стапката на кај што безбедноста е на повисоко ниво и стапката на криминалот е сведена на минимум. Поразговаравме со министерот и за состојбите околу одредени сообраќајни решенја, за кои од негова страна беше израдена поддршка во делот на изработка на сообраќајни студии, кои се неопходни за решавање на одредено тесно во градот и за решавање на одредени сообраќајни решенја кои ќе овозможат подобри услови и понепречено движење на понепречено користење на улиците за јавните површини кои во даден период од години да се узурпирани, за да можеме да излеземе во пресет на барањата и потребите на граѓаните. Министерот Спасовски изрази задоволство од работната посета во Берово и задоволство од работата и условите на полициската станица, каде стапката на криминалитетот е во опагање, а тоа се должи на зголемената ефикасност на полицијата. Добро е што имаме мирна и стабилна безбедносна состојба во Берово, имаме добра подполнетост на полициска станица со полициски службеници. Стапката на криминалитетот е во опаѓање, имаме зголемување на ефикасноста во делот на работењето на полицијата и тоа треба да продолжи како тренд и понатаму се со цел граѓаните да бидат сигурни и безбедни. Разговаравме за битни прашања за Берово, за општина Берово и за граѓаните во делот на сообраќајот, по кое што треба заеднички да настапиме во наредниот период за да ги следиме овие работи. Јас очекувам дека граѓаните на општина Берово таа наша порака за градење на таа врска помеѓу заедницата и македонската полиција ќе ја прифатат, заради тоа што обновувањето на таквите врски, работењето заеднички со граѓаните гарантира и поголема безбедност и на Берово, меѓутоа и на Република. На актуелното прашање за престојниот референдум, министерот Спасовски рече дека 30 септември ќе биде голем ден за Македонија со успешен референдум и ги повика сите граѓани да се приклучат и заеднички да дадат поддршка на патот на Република Македонија кон НАТО и Европската Унија. Јас едно знам, 30 септември ќе биде голем ден за Македонија, ќе имаме успешен референдум, јасна порака од граѓаните дека прифаќаат Република Македонија да биде дел од НАТО и од Европската Унија, со тоа да ја заокружиме, да ја гарантираме безбедноста, територијалниот интегритет, целовитоста на Македонија и да направиме еден чекор напред кон зајакнување на економската состојба, состојбата на граѓаните во Република Македонија и овој процес не запирлив. Овој процес ќе продолжи понатаму и тука ве повикувам сите вас и медиумите, меѓутоа и граѓаните да се приклучиме да заеднички дадеме поддршка на овој пат на Република Македонија кон интегрирањето во НАТО. По средбата, министерот Оливер Спасовски прошета низ градот каде што се сретна со повеќе граѓани на Берово. Ова не да пада да ги даме пред.